Здраво, живо! Ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Како е, Панче? Здраво, Марина. Здраво. Како си? Денес изморена многу реално, ама ајде ќе заврши денот. Чим завршува со подкаст секојаш убаво. Да, посебно кога имаме ваква прилика или ваква чест да денеска испаднеме од нашата шема и ти имаме еден прекрасен гостин, а тоа е еден дел од групата Next Time, а тоа е Стефан. Здраво, здраво. Здраво, Ќе Стефан. ни биде гостин ова вечер или овој ден и кој што со него ќе се промоабетиме. Пред се, главната тема ни е за идната или она што настанот кој што сите верувам македонци во Германија со нетрпение го очекуваат, а тоа е турнејата на Next Time во Германија. И тоа и некои други теми ќе опфатиме и од кулинарство, и од домаќинство, и останати работи. Така да верувам дека ќе биде Панче е интересно. спремен. Да, сите сме спремни, така може да почнеме. Поздрав до сите што ве слушаат, што ве почитуваат и што ве пратат. Јас сум, како што кажа, Стефан, едната половина од Next Time, другата половина ќе му простите сега со обврски со мало дете, така да и во друг град е. Мислам на гости кај во родниот град на невестата во Кичево. Така да ми рече, ако можеш... Прекрасни новости. Да, тоа е најново кај него. И така, сите се радуваме по дома за внуката и едноставно мора да го сватиме сега кога нема да може. Меѓутоа, ја искрено да ви кажам, ми е поубаво како сум сам. Да, повеќе можам да зборувам. Да, сигурно го делите вниманието при интервјуа, да. Бевте лани во Германија. Како си поминавте? Одлично, за прв пат бевме во Германија минатата година. Исто во февруари месец, да, во Хилден, близу Дизелдорф или Спаѓа, не знам како идат тие работи. Беше најонако Дизелдорф, тоа беше во Хилден, во една огромна сала, си поминавме, искрено да ви кажам, преубаво, имаше премногу народ. Салата на почеток кога дојавме малце искрено не исплаши, затоа што ние сме скромни, не сме летнати облаци дека кузне што сме, меѓутоа не исплаши као ова голема сала, дали стварно ќе може да присуствуваат толков голем број на луѓе, меѓутоа кога се појавивме на сцена, онака гледката не беше само за да можеме да воздигнеме и да си речеме супер, и фала и за организацијата на Македонско сонце и за пречекот на сите македонци таму и топлиот пречек, нели? И тоа. Супер беше, јас бев таму во први редови, цело време играв, многу беше убаво. Стварно, мислам, знам дека Македонско сонце стварно се професионалци, знаев дека ќе направат такво нешто професионално, ама самата атмосфера таму, тоа не може да се организира, тоа може само да се, нели, луѓето да направат. И многу ми беше мило што стварно беше многу убаво. Супер си поминав. Фала ти на убавата мислење. Не сум те приметил во публика, меѓутоа тоа е Добро, имаше многу, да. Имаше тоа артистички момент кога мислиш дека те гледам, меѓутоа јас сум сконцентриран на милиарда работи у моментот. Меѓутоа беше стварно преубаво, убава дружба, убаво искуство за нас. Затоа што покрај тој настап во Германија, тоа е за нас втор пат да гостуваме надвор од границите на Македонија како официјален настап. Прво е тоа што ни се случија две преуспешни турнеи во Австралија, 2 години поред, и ти ги памтиме како прво искачање на Next Time од Македонија, а ова е како во Европа, ајде да речеме. Прв пат сме искочиле во Европа, значи во Дизелдорф во Германија. Јас оправдано бев одсутен, си ја скинав тетивата, иначе јас те бев присутен. Стварно, да, панчети операција. Марина ме представуваше таму со знамето. Едно од многуте со знамето беше таму.
и знаме имаш организирана беше. И јас ќе се надоврзам на ова Марина што го кажа, како што рече Стефан, ти не сте знаеле како што очекувате. Каков е осетот или дали имате некој ритуал пред да почнете на концертот кога, например, познати личности циркаат, колку народ има надвор? Дали имате некоја, како да речам, припрема пред тоа, па се збодрите, па удирате рачиња и сите тие работи? Видете, убаво прашање тоа затоа што секој артист веројатно дали признал или не признал, секогаш има голема доза на страв како ќе помине настанот, се дека не видиш она sold out, популарното sold out, не можеш да се опуштиш затоа што како амбициозни артисти од тоа живееме и тоа ни носи добар маркетинг, нели, што поголема посетеност, што повеќе продадени концерти, така да до самиот момент на секој настап не знаеш доколку не прочиташ sold out. Еве се, например, во Австралија пишуваше секој пред да отидеме sold out на сите концерти и ние знаевме в принцип дека тоа ќе биде преуспешна турнеја. Наше беше да искочиме, да даеме енергија на као вистински професионалци и да дигнеме публиката и да речат вредеше за парите или вредеше што дојдов, сакам пак или не сакам пак. Зависи од артистот. Така да постои страв, да. Вака организација во Австралија некако си го представувам тоа многу комплицирано. Ама вие бевте и 23 и 24 таму, така да изгледа тоа поминало окей. Како може да се го представиме тоа? Има, значи од Австралија ве организира или од Македонија си се? Па, можам прв пат да кажам мислам да не бидам скромен, у принцип сме многу скромни, меѓутоа Австралија не помина окей, помина перфектно, да ви кажам право. Зашто перфектно? Затоа што како одамна не биле поп изведувачи таму, сега ние во поново време правиме на наш начин, во наш стил обработки на патриотска музика, македонска патриотска музика, меѓутоа таа музика стана премногу популарна. Да. И меѓутоа важиме се уште као поп изведувачи, со примеси на поп, рок, етно, така да многу е специфично поп или од наша бранша артист да напуни концерт, не па 6. Ние во Сидни и во Мелбурн продававме 2 концерти, петок и сабота, и тоа беше сварно по 900 луѓе, по 800-900 луѓе. Во една сала во Сидни во еден театар. Цената беше феноменална, во Мелбурн во еден клуб што собира 900, 800, 900 луѓе. И тие петок и сабота ги продававме и затоа нема да бидам скромен и ќе речам дека сме постигнале огромен успех таму. И се надам дека пак ќе отидеме, меѓутоа се надам дека и секаде низ светот каде што има македонци ќе добиваме покана и ќе ја шириме оваа музика, традиција и култура, кој што некој мора нели да ја шири. Секако, да, секако. Вие сте вистинските амбасадори за целото тоа. Да, сигурно и сега и оваа турнеја ќе биде добро посетена. Музиката ваша стварно го буди најмакедонското во еден македонец и тоа тогаш се приметуваше на концертот и сигурно сум дека пак ќе биде така. Јас ќе дојдам во Дизелдорф на 15 март. Другите термини ќе ги ставиме во show notes, ќе ставиме и линк како да си купите карти. Важи. И има, значи има Дизелдорф и во Мајнц. Во Мајнц. И во Мајнц сте, да. Ти ќе идеш во Мајнц? Ја ќе бидам во Мајнц на 14. Па добро, може ќе го ревидираме, ќе видиме. Другите концерти се во Штутгарт, Дој на двата различни песни ќе пеам. Може и на двата. На оваа идеја не ми текна. Зашто да не 15 март веќе си го имав планирано. Здравје Панче, во контакт сме. И во Хамбург и во Берлин, значи се и во повеќето и во големи градови ќе настапувате, така да сигурно ќе биде јака журка. Многу македонци има. Како што гледам од страна на Legacy ивент и маркетинг, луѓето кои што не носат оваа година,
Гледам дека се доста професионални и доста добри сали изнемуваат Да. за тест. Тоа го видов со Каролина. Да. И од таа гледна точка сме онака возбудени, ова ќе Да. биде стварно на концертно ниво. Така да ќе имате шанса, можеби у вистинско светло да видите како звучиме и како перформираме. И голема пофалба за дечките што се трудат и мислам дека сите македонци во Германија треба да се обединат и да им дадат и на нив поддршка, не само на нас. Зашто? Затоа што се трудат, затоа што преку културата, ова музиката е нели култура, Така е. треба да шириме низ светот и треба да слушаат луѓето дека таму се собрале многу група македонци која што нели си одржава културата и традицијата. И тоа е една од, мислам дека, поентите на сите овие турнеи. Да, големи професионалци се видовме стварно со Каролина, сигурно и вие ќе бидете исто задоволни. Со Мартин и многу ми се свиѓа ова насока за носење на повеќе на поп изведувачи наши тука. Порано немавме толку избор, а сега со Панчева што зборевме ќе ни се погоди некако секој месец на нешто да одиме македонско. И тоа е супер. И порано исто така има вслушнато многу неубави работи на такви наши собиранки и концерти каде што имало препукување или политички овона, па се тепале па ги носеле. И тоа не беше ни приближно така кај вас. Мислам дека од тогаш некако и наши веќе да сватија дека такви настани се стварно само за убаво нешто и да, не вреди да се трошат муабети на друго нешто. Да, така е, управо си. Мислам дека убаво рековме дека треба да се сплотиме као народ без разлика кај сме во светот и да сватиме дека она што е наше треба да го приоризираме, да му ставаме приоритет и да затоа што стварно мислам дека картите и не се многу скапи. Ја често не се скапи, не се многу, туку не се Да. скапи. Затоа што често ја идам, мојот живот е, мислам, принуден да иде често во Виена, ја идам често во Виена, последниве 4 години, таму ми е мојата понежна половина и знам од прилика како се цениве, знам дека тоа не е скапо за да поседиш културен настан, така да мислам дека и би требало да биде посетена све ова што го прават, дали со нас или со други артисти Да. или било кој. Ова со патот за Виена Скопје ќе го оставам за покасно. Ми беше спремно веќе, неверојатно веќе изрешеширав. Панче си завршил домашно. дека си стален, да речам, стален посетител на визер на релацијата Виена Скопје и Скопје Виена, но за тоа ќе го оставиме покасно малце за нашите слушатели. Сега би сакал да те прашам како дојде идејата или како стапи контактот со Легаци, евент, па дечки ги запознавме за времето на кога беше с Каролина, значи стварно си ја знаат работата, можеме тоа, иако не сме во таа бранжа или не сме во тие, не се занимаваме, меѓутоа она што го прават стварно со план, замисла и имаат концепт за целото тоа и на крајот испаѓа целокупниот пакет е, како што би рекле германците, штимик. Штиминг. Види, ние професионално работиме со booking management, така да преку нив е стапено во контакт за Next Time. И направено е муабет, појавно е интерес за турнеја во Германија. Тоа се случи после успехов што се случи брз на Океани, песната. И мислам дека е нормално да те побараат и да кога си актуелен да речат сите оние нели организатори дека сакаат да имаат интерес да те земат затоа што си актуелен. Меѓутоа и да не беше Океани, имаме некоја чудна, ајде да речем, да не урочам среќа. Ова го почнавме со патриотски песни од 2014. Ние да не снема 3 години, ние сме као цело време активни за настави, така да као да имаме цело време да не бараат за тоа.
и као да немаат смрт песните. И тоа ми се свиѓа, затоа што сме постигнале нешто, сме ги оживеле песните и цело време се Да. интересни. Ако приметите Ѓурѓа, да отворам YouTube статистики од нашиот канал, цело време та најмногу месечно има преглед. Значи, Да. она цело време си расте. Да, да. Ако тука беше тоа и сега Марина извини, ама теа бројките мои ќе дојдат. Дали ја сакам да прашам, дали општо сте свесни колку сте популарни? Значи, општо кажано. Па, мислам дека не. Мислам Ја дека мислам не, дека тоа му го кажав на еден другар, а и тој другар истото ми го каже мене, ти не знам дали си свесен колку луѓето на пример ве приметуваат кога ќе се појавите негде. Ја му викам не сум свесен затоа што мислам дека не сум со дигнат нос да речам чекај видете чекај да видам кој ме гледаме, свегаш. да. Одам низ толпата луѓе во кафич или било каде како да е секој нормален човек, и нормален човек сум, да свегаш. Освен што луѓето те гледаат по YouTube и по телевизија. Не сум Само свесен три меѓутоа. бројки ќе кажам. Само 3 бројки ќе кажам. Ал. Ја излезе Ѓурѓо има 11 милиона на YouTube. Слушам кај сумат шумите 7,8 милиона. Нешто ќе те питам, бабо, 4 милиона. Сите Значи, имаат вие милион, движите- по милиона. Значи, вие Браво. Све што издававме има во милиона, да, милиона. Има милион. милиона. Не Тоа зборуваме за беше, милиона. знаеш како, кога го почнавме да го правиме, мислам, овој проект, несвесно или, како да кажем, ако кажем несвесно, тоа значи дека Ѓурѓа почнавме многу, онака, лабаво под дома, направивме со Николче Мисевски аранжман и немавме никакво очекување. Меѓутоа, кога почна да растат бројките, баце да фати паника што следно. И тоа е многу нормално те фати паника, затоа што сега се викаш и текст и се уште имам паника. Тебе издававме Океан има скоро 2 милиона со сладкаристика. Јас сега од сега мислам што следно како следното да биде успешно. Затоа што тоа те одржува у живот, тоа те одржува кариерата ти ја одржува на некој ниво и луѓето не им дозволуваш да те заборават. Меѓутоа, искрено, ете, кога станува збор за дали сме свесни или не, еднаш дури си поставив прашање сам на себе, дали популарноста што ми се случила во животот, во кариерата, дали стварно сме искористиле на најдобар можен начин. И немам одговор за тоа, затоа што константно, например, од промоција на промоција нас песни ни прават милиони, ама ние се уште сме као на земја, не се дигаме многу. Се уште сте Стефан и Мартин. Да, а има, например, луѓе или артисти кои што одма го гледаш се појавила инстант и он фатил све да пее у три дена, поминал све и свашта и на тој начин е искористил славата и после нагло паѓаат. И затоа си можеби одговорот ми е дека можеби поубаво да биде споро, меѓутоа константно онака. Константно. Да, имате вие уште успехи за градење. Како што прочитав, 15 години сте славеле пред лани, преклани? 16 мила. Лани 16. Па, не, мислам дека 2008. поише ќе биде, затоа што у 2008 се појавивме, више 17 да накидат. 17, да. Да, па вие 17. 17. Многу човек. Ја тогаш 2007 Поголепство, во уште Германија, поголепство. 2008 да, а во на Евровизија кога бевте? 2009. Значи, 2009, само да. една година од кога се појавивме, успеавме да отидеме на Евровизија, и затоа викам, секогаш сме биле малце поспори, иако сме имале менаџери кои што не форсирале да ни се случи инстант слава и инстант работите инстант да ги правиме, дури пред Евровизија ни понудија одма да правите концерт, као победивме, ние уште не излеземе од сала, правиме, организираме концерт на саем, а ние имавме 7-8 песни, викам со кои песни ќе правиме концерт? Дај малце време да диши. Од маркетиншка гледна точка, тогаш ќе сме го напунеле тој концерт и ќе се распродарел. Можеби ние нема пари да сме виделе. Меѓутоа не е само за парите, меѓутоа
поубаво ми е што не го направивме тогаш. Помина Евровизија, направивме универзална, за кој знае, кој не знае. Ја напунивме универзална сала, тоа ни е првиот солистички концерт и е после долги години како концерт во Јаве Сандански. Се случи, Да. гледате видео каква атмосфера имаше таму. Да. И тоа беше супер и би сакал пак да се повтори некој таму концерт. И тоа. Супер. Како си поминавте на Евровизија? На Евровизија? Одлично. Одлично, имавме и убави искуства и лоши искуства. Не кеме да мислиме премногу на негативните ствари. Меѓутоа, ето, тие од се мора да се учи. И од дубавото и од лошото. Да. Лошото беше тоа што имавме дискомуникација и малце деградирање од страна на членови на кои што беа во организација. Не смета нас за децата, кои што веројатно победиле по не знам, они не знаат по која логика, веројатно затоа што очекува можеби други да победат таа година. Да. Да, меѓутоа тоа беа некои членови, не сите. Меѓутоа у глобала позитивната ствар е тоа што видовме нов свет. Видовме нов свет како функционира усвари професионалниот дел од светот и од музиката. Да ти стават прв пат синиер слушалки со микрофони од 15.000 евра, све на време. Таква прецизност мислам дека нема ни да видиме ако не отиме пак на Евровизија. Морам да кажам да таа песна што ви беше на Евровизија за спотот, една моја многу добра другарка беше модел во спотот. Може ти текнува на Душица? Душица, да, ќе ти кажев Душица, да, од Велес ли она беше? Од Велес, да. Да, Од памтам Велес, ја, да. да. И она е делумно во Виена живе, значи во Виена и во Италија. Може ќе ја сретнеш некогаш ако си ако си А како таму. на две различни места живе? Така, и таму, значи во Виена и во Италија си се менуваат. Уште не се, мислам, нема се стационирано. Ако ја видиш пред мене, ќе ја поздравиш. Баш и фала. Ќе се надоврзам јас ја за Евровизија. Моментално Македонија не учествува. Кој е твоето мислење? Моето мислење за Евровизија? Не ја знам вистината колку уствари се плаќа за учество. Не знам ни дали се плаќа, не знам како функционира тоа. Од гледна точка дека е убаво секој, као ние што сме биле млади, сме виделе нов свет, е убаво секој артист да го види тоа, затоа што не знаеш кога повторно би го видел. Од тоа што се пропагира моментално на Евровизија, мислам дека не сум за да се иде. Некако се изгуби она уметничкиот дел, поеше се иде на кој како ќе изгледа и кој како ќе се испонаша на сцена, отколку во времето на Селин Дион кога се пеа песни со оркестри, со било што. Мислам дека имавме среќа да имаме окей Евровизија ние таа 2009 година. Уште беа нормални, понормални работите, меѓутоа тогаш исто почнаа мислам да малце да идат во друга дирекција. Така да сума сумаром, мислам ако се дават пари од страна на државата не треба да се иде. Може тие пари да се вложат во културата во Македонија за некои си настани, фестивали, поддршка на артисти и се друго. Баш ми е жал вака порано како дете не сме пропуштале Евровизија и баш ми било желба онака да присуствувам некогаш да одам, ама сега сега можеш онака во Европа било каде. Се тресат. Да отидеш, ама не знам, не ми е тоа. Што знам, многу чудно ми е некако станато. Мада имало убави песни од таму да искачаат, ама некако, што знам, чудно ми е. Види, ја памтам голема одговорност Евровизија. И јас мислам дека сум бил благословен што сум отишол на млади години, на помлади години, 22 години имавме. Мислам дека тогаш адреналинот и она младешка амбиција не ти дава да си толку нервозен. Сега да ти дам, како што сме овертинкери,
све мислиме. Па све си видел скоро кариера и Да, те тера нормално. да мислиш поише на повеќе работи. Ја мислам дека би имаме толку концерти направено, мислам дека поише трема би бил сега. И ја памтам кога го гледавме Тоше Проевски на пример на Евровизија, ако памтите, ние како деца го гледавме, он као пренервозен беше. Као премногу да возбуден, да. не испеа како што он знае лесно да пее, според мене. Пееше со многу адреналин, со многу некао дахот му беше као многу качен, као да е нервозен. А замислете колку претходно концерт имаше направено. И тоа значи Да. дека видел поише работи и дошол на Евровизија со преголеми очекувања. Ние немавме некој очекување, едноставно онака верувавме дека треба се од себе да даеме на таа сцена и Да. што сака нека биде. Да, значи супер тајминг сте имале. Сега, Балце, ќе те прашам вака нешто од понадежно. Вие двајцата сте близнаци. И обично близнаците и си личите. Сега во детството, например, дали се дешавало понекогаш да ве заменат? Едниот да биде Штефан, Стефан да биде Мартин, Мартин да биде Стефан, па поготово тие стари приказки, Мартин ќе се извини за Стефан, Стефан ќе се извини за Мартин и такви работи. Дали имало некакви такви дешавки на времето? Па мислам дека немало, колку што памтам. Не. Мислам дека како ми рече Штефан? Да, така ќе тука, ако си добро, фиксно треба да се сите чуде за Штефан ќе те Штефан. викаат, да. Да, Штефан. знам. Не, Стефан. Да. Мислам дека Значи, немало, колку што се секам. Ја преска не бев сигурна, се искрено да ти кажам. Викам, не знам кој е кој. И онака next time си се next time. И му викам на Миле, сега ќе снимаме со Стефан. Викам, сега гледам некој интервју од што сте ги снимале да видам кој е кој. Викам, не знам, не можеме да ги препознаме. Миле, како не бе, едниот е потемен, другиот е посветол. Викам, од кај се тоа ти искуши? Види, едниот е пеач, другиот е гитарист. Кажи пеач. Тоа, да. Кој изборам, со пеачот или со гитаристот? Да. Так, нема веза. Мислам дека не сме до толку исти. Не сме, ќе видите во Германија, затоа што многу е нормално кога не познаш близнаци лично да те личат премногу. А која Да се- генерација сте вака? Ако сме 86. најдобра генерација. Исто. Да. Па Јас сум тоа, дека тоа е последна нормална генерација. После тоа се добро, мислам дека секоја генерација си ја фаворизира својата генерација. сигурно, да. Меѓутоа, тие повозрастните од нас ќе речат мојата беше подобра, овие другите се пораспуштени. Меѓутоа, ете, нека остане секоја генерација си е своја генерација и си носи Да. нешто убаво. Да, сите среќни и весели. Да. А во Америка имате нешто планирано таму? Америка, Или не ви е види, знаеш како идат работите, ние никогаш не планираме, ние може да сакаме и да сакаме да ги посетиме сите, и тоа е факт дека сакаме сегде да патуваме и да правиме концерти, затоа што ние живееме од музиката и нормално е дека со самите концерти имаш и приходи, нели? Меѓутоа најбитната ствар е тоа што шириш нови познанства, нова публика, нов свет. И се околу тие светови. Имаше на Нова година, минатата ја реков, сакам од оваа година да почнам да отварам нови врати, да отвараме нови врати као next. И тоа си го поставивме како цел и ете, мислам не од минатата година, од 2022 према 23 и ни се случи Австралија, па Австралија 2, па еве Германија, па еве повторно Германија. Не барато сегде искрено ќе ти кажам, меѓутоа од Америка за жал не се појави и многу ме чуди зашто е тоа така сериозен менеджмент. Дали се навикнати на нешто што е поедноставно за организирање, на друга музика. Секоја музика е уба и меѓутоа, како што кажавме, секоја честна легаси што дава шанса оваа поп сцена да се шири надвор од границите на Македонија. Затоа што и се надевам и верувам дека и сите што живеете надвор си викате човек, дај нешто различно да чуем, не само Да. игранки и било што. Тоа е убаво, меѓутоа треба све да има.
Според мене. Не Треба само, се види. не само 6 пати напред, 3 пати назад, ами и нешто друго може да има. Абе, Да, тоа е убаво, и како тоа и што тоа реков, се си треба да има. убаво, да. Да, треба све да Се има. има, да. Еве сега се Раширайки, случува, ја, извини, се случуваат овие нели стендап Да. како се вика точно, тоа, на комеди. Стендап комеди, Што, да. да, што ги апсолутно, носат, тоа е супер, тоа е популарно низ светот, па еве почна да стане и кај нас, така да тоа е супер. Ново е, не мора да биде само музика. Меѓутоа ја викам дека треба да се носи различна ствар од својата земја. апсолутно, апсолутно. Тева, решерширајќи за вашата, да речам, убава музичка кариера, дојдов на една мелодија или песна која ме воодушеви и не верував дека тоа е песната Карузо. И си викам, Карузо? Карузо. Италијанска Да. песна. Како дојде на идеја италијанска за тоа и Јас не општо сум ја слушнала. амбиентот и гласот ме потсеќаше Андреа Бочели, значи на, да речем, Павароти, на овие што се оперски, викам, Стефан, може и опера да пее. Дали и сега на второто прашање ќе биде, значи првото како дојдовте на таа идеја или како дојде на таа идеја, тоа целото Добре. на италијански да биде италијанска песна, и ко второ дали си размислувал освен да речам да бидеш поп пејач, некоја друга кариера, нешто друго. Или ја прашаш ми Каролина исто, значи доктор, Да. но значи кој што сакаме желба, пожарникари, фудбалери, добро, знам и тоа по спортот сте биле, меѓутоа ете така како друго нешто. Види, Карузо, многу интересно. Зашто е интересно? Затоа што кога се враќавме од Евровизија, идевме преку Виена, таа Виена што ми се случи сега. И ја одам на аеродром, имавме некои 5-6 сати, 7 за следниот лет за Скопје. И моравме да чекаме, идам по продавници, гледам и Андреа Бочели. Седе, баб, го зијам, го плаќам и го убив од слушање дома. И почнав да листам на интернет за него и ја слушнав дека пее оваа песна, Карузо, и премногу ми се свиеше, и ја научив и еднаш у студио седевме со тие што работевме, Дамјан Јованов, и јас знаев цело време да се пеам. На некој чуден мој италијански, и таму го грешам текстот, меѓутоа затоа викам чуден мој италијански. Звучи го. Да, меѓутоа и они викаат човек, ова е многу убаво ја пееш, дај да снимиме. Викам, не се снима тоа, така треба права да земеш, треба све. Башка, според мене, мислам дека секој пеач треба во вистински момент да сними некоја песна. Ја таа песна, тогаш кога сними, бев многу млад и денес кога ја чујам, сваќам дека многу сум имитирал опера, ја не пеам опера. Тоа технички не е убаво. Оперски пеач да го чуе ќе ти рече не се пее вака, меѓутоа Да. нормалниот човек ќе рече мене ми се свиѓа или не ми се свиѓа, така. Сега кога би ја испел уште поубаво според. Ако дае Господ здравје, ете на концерт ќе седнам, може да ја испел. Ќе ве поздрав на концерт, да видите сега како ќе испел. Да, и така. Така да, ја пеам на по дома цело време. И изгуглај пак некој next time Карузо видео на YouTube, пак ќе најдеш плюс некој видео. Имаше и од дома, у короната снимивме на пијано и на акустика. Така да тоа Баш ќе барам, не сум го слушнала, не сум ја слушнала, а што и оригиналната не сум ја слушнала, многу го сакам Андреа Бочели. Ко мала многу. Епа прво слушнеа мојата, па оригиналната, за да не ме вреѓаш. Важи то говорено. А на второто прашање нешто друго освен извини, се задлабочив ја у Карузо. Види, секогаш сум имал желба, тоест да имам нешто, ако имам план Б, да имам некој објект, бар некој или угостителски. Или да се бавам како со продавање на некои такви работи, производи, да имам свој, например, како што има ракија некоја, да имам свој едишн, своја едиција на бренд на такви работи. Медека премногу ние сме поврзани со
алкохолот, као ни секој нормален знаеме да се напива, меѓутоа е као стил ми се допаѓа затоа што иако не пропагира нешто убаво, нели алкохолот, меѓутоа ете го гледам дека во Америка многу од артистите што ги слушам знаат да промовираат виски. Сега не знам зашто кај нас у Македонија брендовите не знаат да искористат маркетиншки бренд со бренд, туку они цело време мислат дека се мокни идат сами. Да, да, и убаво е тоа кога ќе се направи со некој ниво, што кај нас може и не би инвестирале за тоа. Ми текнува сега кога бев во еден коктел бар тука во Франкфурт и коктел бар си влегувам. Викам ќе порачам еден од тие 6 коктели што ги знам. Онака цел зид беше со 300 алкохоли, со различни шишиња. И не знаев баш што да одберам, менито беше како книга буквално, значи поубаво од книга, значи ептен со внимание. И го прашав собственикот што би ми препорачал, значи зема, седна, ме советуваше ако мислиш кола купувам. И онака стварно една чашка да се напиеш и да ти е мерак и толку не мора нели да се опиеш нормално. Да. Види, затоа реков колку што пропагира алкохолот као алкохол, збориме за нешто што е лошо у принцип, меѓутоа го конзумира сите и меѓутоа има и уметност и во тоа. Ако гледаш, например, јапонците како го прават вискито, американците, како се прави ракијата, како се прави вињакот, како се прави, зашто е вињак, не е коњак, ме сакаш. И мене ме занимаат такви ствари. Меѓутоа, ќе видиме понатаму. Иако алкохол за мене како пејач не треба да постои многу, затоа што ако сакам да имам долвек мислам дека на гласни жици, грло треба да биде умерено конзумирано. Да. Осте гласа, Лукас, што истрбија. Они така поубаво звучат. Да, ние ако се напиеме поубаво звучат, не они. Да, ја не сум за тоа, кога се работи да се конзумира. А вака збориме, патувате натаму ти во Виена често, нормално дека тоа претпоставувам со авион се случува. Некаде слушнав при овие примки дека ви е страф од авион. Или тоа било пред не можем сте го не гледам човек што не можам, мислам не знам човек што не му е страв, меѓутоа она Австралија ми помогна доста да си олеснам онака по лесно да го прифатам тоа летање. Иако во 4 години стварно премногу сум летал за Виена. И некако мислам дека више ми е као има некој адреналин, пора не може да спиам вечерта. Сега не, идам сам на аеродром, се качам сам. И тоа е тоа. Сега здрави Боже. Дај Боже сите да се безбедно. Така е супер. Да, ја имав океани пред да создадеме. Седевме со Слаткар на еден летниковец или една викендица. Ја му кажав дека имам одамна 2014 напишана на песна, што се уште имам, меѓутоа немам објавено. И се вика Лет. Не е објавена, не е снимена, меѓутоа е само како текст и мелодија ја имам ја у компјутер. И се викаше Лет и се збори за како луѓето идат поради подобра иднина, бараки подобра иднина во странство. И тоа значи дека за иднина да градиш животот е груп, такви работи, таков текст. И него премногу се свигаше идејата. И после година дена рече, браке, само да ми гостувате у една песна. Која песна ја слушам? Истата скоро тематика, меѓутоа различен текст. Не истиот текст. Значи, не знам дали он тоа така го
сватил или бил инспириран од ова. Да, инспирација, да. Несвесно, меѓутоа не сме ни направиле муавет, не сум го прашал искрено, ќе го прашам. Ама добра идеја, добар текст може да се извади Да. од таа песна. И затоа Да, лет, затоа што знаев дека се врне се плашам од тоа дека лет Мгм. там летот што Да. значи дека мораш негде да отидеш за да каде што е подалеку. Да. Океани пак ја спомна кога се пушти песна, мислам дека беше по сите македонски групи во Германија, само тоа се постираше. Значи обично ние си комуницираме по тие групите, прашање ово она, мислам дека немаше ништо, само песна, океани, next time сладкаристика, така да тоа беше супер вака како вовет навремен за сите концерти. А дали на Сладкар планира да дојде тука, да не знаеш? И него многу го сакам. Ќе мора да го прашаш. Абе сите планираат, додека меѓутоа сите чекаат повик. Така. Знаеш, сите Тоа се сакаме, знае. меѓутоа чекаме повик. Не може сами да, да се и тоа, Види, не да. може сам да се јавиш да речеш, слушај, дај да дојдам и сакам турнеа. Мгм. Едноставно тој што се бави со организација мора да има интерес од артистот и да му рече слушај колку како што се условите за да направиме турнеа. И Мгм. сите да се срекни. Буквално тоа сите не и ми публиката и они и ние. Не ми беше тоа толку јасно, реално не ни знаев како функционираат тие работи, ама баш и Каролина спомна кога ја интервјуравме дека и она и порано би сакала да дојде тука, ама не се осмелил никој да ја организира. Интересно, супер сега што имаме веќе ете неколку Па, ете како Авалон, да, како Авалон што Да. функционираат, кога ќе сака да го викнат, например, Ед Ширан, они се уват на менеджментот и викаат кои се условите да е Ширан. Да. Карикирам со Ед Ширан. Така да и ние така чекаме, не можеме да се нудиме сами за да дојдеме, иако сакаме. Некојаш, како што реков, не се ни парите најбитни, меѓутоа сакаш да отвараш нови работи, нови познанства, нова публика, меѓутоа од професионална гледна точка треба така да се случуваат работите. Да. Сигурно Сашко и Филип го слушаат, ја слушаат епизодата и ќе им дадеме идеја за следните гостувања на некои од македонските Сладкар. поп звезди, поп рок звезди. Па кој што рече Стефан, не мора да бидат поп рок звезди, нека бидат луѓе кои што или уметници кои што тука ќе ја збогатат нашата, да речем, културна средина. Ја ќе се задржам малце за океани. А за стварно, песната ме воодуши, ме погодуе, меѓутоа постојат две реченици со кои што не сум морам малце критички да ги погледнам, а тоа е реченицата дека сме цел живот во робија и последното дека се е за пари. Познавајќи ги, да речам, луѓето кои што доаѓаат наваму, да, финансиите играат, меѓутоа знаеме дека големиот дел заминуваат од самата, и да речем, политичка ситуација доле што се деша. Мада, ние рековме дека со Марина сме такоа, ние не зборуваме за политики. Тоа, меѓутоа, тие се двете работи кои што може. А иначе песната стварно ме воодушеви од првиот, да речем, од првата нота, кога почнувате, например, со тие тонови што ги давате, типични, да речем, за Next Time, за она со те длабоки звуци, целото тоа, тие емоции ги побудуваат, меѓутоа твоето да речем, мојата историја е тоа дека ја не додов за пари, мене љубовта ме донесе тука. И тоа се прашував, дали е можно во ова време да се компонира или да се пишува текст кој што може би зборува за љубовта, за надежта, за такви работи. Види, за тоа, тој што го пиша тој дел мора да го прашате. Ја пишам од текстот друг дел, меѓутоа не, се шалам. Види, некои работи се и метафорично кажани, мора да значи дека стрикно ти кажам тебе, ти си отишол за пари. Не туку дека парите го вртат светот и дека ако немаш пари, стварно ќе можеш да бараш друга иднина. Како што кажав, за иднина да градиш и животот е груп. Меѓутоа, животот е груп. Меѓутоа, тоа што значи? Дека во тој живот груп може да изгубиш пријатели, семејство, да ги изгубиш кога не секојдневно да ги гледаш, меѓутоа да добиеш подобра иднина.
да добиеш еден нов свет. Ме свегаш? Затоа викам, Најцена. има и луѓе некои што гледав на коментари дека околу тоа се фаќа, не сум отишла или не сум отишла ја заради пари. Не е баш така испеано. Испеано е за општо гледано како за подобра иднина. Ме свегаш? Да, и за подобар При тоа стандард, да. при тоа ти можеш да отидеш у Германија да си најстари, меѓутоа што е тоа што те враќа цело време во Македонија? Што е тоа некоја мисла, нешто, имаш некој корен, ме свегаш. Значи, колку и време да си отишол таму, пак дома си е дома според мене и така ќе си остане. Меѓутоа нема правило. Може да си посреќен и на друго место отколку дома. Да, апсолутно. Апсолутно. Не ги допре песната секако многу е тоа и убавината и на општо на уметноста што е стварна интерпретација и секој може да се пронајде во неа. Па, така беше правено. Првично кога ни понуди Марко Слаткар, ја Марко го викам, затоа што од малку го знам, него можам Слаткар да го викам. Кога ни понуди соработка, ми го пушти демото. Првото демо искрено не ми се свигаше, затоа што друг го пее, чудно, не е мој стил на пеење, имаше друг аранжман, малце така ефтино делуваше, според мене. Меѓутоа, препознав искрено при ја и Мартин во песната одличен текст. Значи, нешто што ние кога ќе влеземе у студио, двајца би дале плюс печат. Ја кога ќе земам да го снимам од вокал, да учествуваме во креирањето и идеите за аранжман и тоа го правиме. Иако се подпишува во аранжманот Лазар Цветковски, он го прави, меѓутоа ние сите учествуваме. Тоа е и со народните песни. Николче го прави аранжманот, он е подпишан, меѓутоа ние работиме како тим. Да, он знае поише да свири све околу програмот Cubase и све, меѓутоа сите даваме идеи. И тоа е тимска работа. И кога дававме некои своји размислувања, песната почна да звучи малце во друга дирекција. Тоа не му се свиеше малку на Марко, на Слаткар, затоа што му губеше тој рап момент и ние го сваќавме, го свативме, меѓутоа не можевме да сватиме како може ова да не му се свиѓа. Претходно имаше и поише гитари. Имаше и соло, имаше и поише гитари. Меѓутоа он сакаше, имаше своја нека визија и ние направивме, фала Богу, компромис и он да е среќен и ние да сме среќни. Така да и кога снимавме спот, дека ние навикнати од Ѓурѓија, шумиве да снимаме на планина по 5-6 дена. Озбилно, кога Милчо Манчевски да сме идеме снимаме 5-6 дена, тоа кошта голема сума на пари. Да. И сега доаѓаме, што ќе правиме? Седнуваме на некој состанок, бевме кај Марко у продукција Иноватива. Мартин му вика, ај у музеј на ВМРО. Така сегаш на Народно осведомително. Да. Ај таму ќе снимаме. Има добри слики, ќе изгледа као буржуазиски. Може да бираме како поред која слика, како да си негде у Франција ќе делува, ти текне. И тоа беше идејата. И почнуваме да снимаме. И затоа што немавме друга идеја што да правиме друго спотов, значи имавме недостаток на кадри. И ја почнам да се смеам и викам, слушај, замисли сега песната, ја извадиме и стане најголем хит и на Буамара добиеме за најдобар спот. Која ќе биде таа иронија? И се смееме сите. И ја се добив покана Буамара да бидеме на годинава. И ја викам, човек, види како си ги визуализираш, усмеа. Супер. Кога е Буамара оваа година, Мислам, знаеш сигурно. На 19 се снима. Да. 19 февруари. Најубаво нешто тоа ми е тоа. Евровизија ми беше, сега ми е на Златан Буамара да отидам, а никогаш не сум во февруари таму. Не знам кога ќе се емитува, затоа што знам дека не иде уживо и сега како што е кажано, мислам ајде да не зборам многу. Да. Ќе видиме. Сите си гледаме тука. Ќе биде убаво ако изведеме за прв пат во живо заедно со Марко Океани, ќе биде супер. Ќе биде супер, иако морам да бидам искрен, таков ме дал Господ искрен, повеќе ја сметам песна као за YouTube,
отколку за лайв, затоа што имавме малку борба во студио од која интонација да пееме, затоа што мене ме беше ниска песната. Меѓутоа, дигнеме као интонацијски, Марко не можеше да фади, некој рекол, фај, нема веза, ќе идеме со малце, не мора све да биде на високо пење. Меѓутоа, еве, сега 2-3 пати ја пеев уживо, и малку викам, затоа што текстот е пишан врз основа на рап. Да. Свиди ја бисер балкански. Ја не сум навикнат на такви мелодии, меѓутоа пак сум дал нешто во студио да личи на мене. Ама вај ќе видиме. И сега она што викам сега овертинкувам, леле како ќе пеам. Да. Ама ќе биде супер, ќе биде супер. Ќе биде сигурно супер. Песната си е супер и настапот ќе биде супер, верувам, на Булмара, и ќе гледаме тука, имаме ние други канали што се пренесува тоа целото и така да сме во тек со настаните доле. Вие, да ви поставам прашање, вие кај мислите дека од сите настани овие дативе што ги имаме, да ту ми низ градовиве 6 дати имаме, така? Кај мислите дека ќе биде најдобро? Таму ние кај што ќе бидеме, се надевам. Ама вака би рекла, мислам, логично таму каде што има најмалку македонци, или Панче? Сигурно сите ќе одат, мислам, таму ако ти е во градот 100% ќе отидат. Берлин има многу Минхен, има исто многу наши, ама Дизелдорф има многу јака заедница. Да. Верувам дека концертите ќе бидат апсолутно посетени, и верувам дека кај секого, у секој град има, да речем, посебна публика, пребидејќи, да речем, во Дизелдорф се можеби повеќе, да речем, од кој крај се таму, повеќе се Прилеп град, ми се чини таму, да. Тоа не знам од кај, да. Глобално гледано, а за искуството што го видовме и што и Каролина што го сподели, значи во секој град фактички овие тука желни сме, да речам, можам да зборувам во вакво, желни сме за такви некои настани каде што можеме и ние, превидејќи сепак вие сте квалитет, да вречеме квалитет. Ја кажував тогаш и кај Ролеко бевме. Јас пред 30 години Лепа Брена идеш у Белград, у Франкфурт ја носеа. У Франкфурт во југословенскиот клуб Лепа Брена. Овој речи го Бора Ѓорѓевиќ, Бог да го прости. Сите ги донесуваат, значи тоа било, значи на времето тие звезди иделе тука. И јас посебно ова сега концертов на Наум Петрски баш со Марина правевме мовет, јас бев воодушевен од една страна, но запрепастен колку македонци има во Германија. Значи порано таква сала ја полнела, например, Југославија, Срби, Хрвати, Словенци, се живо и диво. Сега полниме хала 1000 души, не знам колку беа, сигурно 700-800 души беа во което на Наум Петрски во халата во Хилден кај што бевте. Ова речи го полна хала, па и вие доживеавте тоа. Значи тоа порано халата се полнела од цела Југославија. Сега македонци не само хала полни. Да. И исто супер. Супер, дај Боже. Дај Боже да се сплотни луѓето да посетуваат све што доаѓа од Македонија. И да нема желни сме за тоа. Да, и да нема поделеност, едноставно да се ужива во нашата култура. Така е. Во Македонија исто така имавте, нели, концерт. Како сте таму? Имате ли свирки вака класични или повеќе по свирки немаме. Свирки немаме затоа што нашите настани се базираат повеќе на отворено небо. Или оние што се викаат, например, Гроздобер, општински некои случувања кај што има поголема кај што има поголема сцена. Да, па да не ги набројав сите, и сегде сме пееле. Сега поголемо беше Гроздоберот. Таму имаше премногу луѓе, огромна сцена. И тоа дело на концерт. Такви настани правиме ние. Многу ретко идеме по некои си, како да речам, затворени објекти. Може би ни се скратува заработката на мене и на Мартин, меѓутоа, како што реков, не е најпресудно тоа. Едноставно сакаме да, кога ќе искочиме на сцена, сакаме да оставиме впечаток на луѓето што дошле нешто поразлично.
затоа што принцип кога ќе отидеш на тие затворени клубови или било што, и тоа е убаво, не викам не е убаво, убаво е, меѓутоа не можеш таму да чуеш баш добар саунд, добар Да. квалитет, добар перформанс. А ние тоа го сакаме да чуете на убаво звучење Мгм. како може да звучи на музика или песна. И тоа. Супер. Фала ти, Стефан, тоа сигурно ќе го слушнеме ние во Mainz и Дизелдорф и сите други што ќе ги посетат другите концерти. Фала ти многу што ја прифати нашата покана да гостуваш. Извините, задржавме малце, под 1 сат не сме никогаш со Панче. Тоа Ако е. не, мене ми е чест. Да. Убаво ми беше што муавете различно интервјуот, искрено од све што сум можеби сум имал. И затоа прифаќам, сакам вака да зборам на подкасти, затоа што можеш повеќе да збориш. Кога ќе те викнат на Да. утринска програма, трае, те си станал у 6, одиш до телевизија, 5 минути и викаме со Мартин, не идам више. Не е хумано Не. тоа. Да, Азо. И од моја Ама страна. треба да го ставите вака на благодарам. видео. На видео треба да го ставите во интервјуто. Треба, ајде, следниот пат да се уљудиме малце вака со джемперче, Ја. со тренерче. Ама нема да мислам дека луѓето повеќе ќе сакаат, ќе ги занима, затоа што гледам, јас следам мотори многу и баш слично вака гледам подкаст и ги има со камери. И кога ќе има па еден друг со аудио и некако не ми го задржа многу вниманието. Знаеш, сакам да гледам Така. реакции, сакам експресии да гледам. Да. Фала на Па на типот, таа Марина, треба да размислиме. платформата, на платформата што сме сега, уствари само MP3 уствари може да се Ја. аплодира. Здравие. Да, сега во февруари ќе пуниме една годинка, а понатака ќе размислуваме и за други формати. Честито, здрави Да го живите, речете се и- гледаме Ние сме на вашето мото сме ние. Полека, ама сигурно. Да. Полека, ама сигурно. так. Ние си работиме. Е, добитно. Тивката река, брегот ќе го сруши. Довидна комбинација за успех. Да. Така е. И веруваме во нас и па да речем, ние сме благодарни што ја прифати понудата, што сте отворени за такви разговори. Благодариме и на Legacy евент менеджментот, секако мораме да ги спомнеме кои што ете ни овозможуваат овакви разговори, вакви муабети, кои што верувам, како што рече ти, се од сосем подруг тип, бидејќи сакаме да ги представиме нашите гости, сакаме да ги представиме од некое си друго светло. Значи можеби ја верувам дека си праша 100 пати дали ќе свирите друга музика, дали ова, дали ова. Тоа е прашање на уметникот. Уметникот одлучува или изводачот одлучува каков аранжман или каква музика ќе свири. А обично успехот, а ги потврдуваат бројките, вели остани таму кај што си, оти тоа го правиш добро. Па, зака е и времето ќе покаже дали го правиш добро, дали е лошо, некојаш доброто не е прифатено, некојаш лошото е прифатено. Меѓутоа, за цела наша среќа мислам дека доброто е поише го прифаќаат од нас. Стефан, повторно ти благодариме и верувам, Поздрави го Мартин. бидејќи и се надеваме на следниот наш муабет, кога можеби ќе направиме една, да речем, на полувремето од вашата турнеја во Германија, кога можеби ќе кажете и некои импресии од вашата турнеја, од неколкуте концерти кои што ќе ги имате тука во Германија, а ние сега ќе се видиме, кој што рече Марина, во Майнц. Марина ќе биде у Дизелдорф, ја најверојатно на 15 ќе заминам недека на јужната хемисфера, да се крчкам малце. Одморот ми следува. Супер. Ама секак во секој случај во Мајц сум на 14 и се гледаме таму. Во секој случај. Ти ја должам Карузо и така. Да. Те подсетам. Те држи за збор, Панче ќе ти Да. спомне. Нема да мислиш. Ти нека дека не. желба посебно имаш? Не, исто јас Карузо сакам да ја слушам, сега ме Ајде. заинтересиравте со муабетот. Па не ја Да. слушај таму прв пат Не ја кече. слушам. Е. Може. Благодарам. Благодариме, Ајде, Марина. Со Марина. Прекрасна снимка, прекрасен гостин. А нас ни останува да ги поздравиме нашите слушатели. Да им пожеламе убав петок, да не слушаат во петочно со Марина и Панче во Германија. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!